Бидете навремено информирани со Метео Велес. 10 октомври 2021 година, недела према понеделник, према големиот празник 11 октомври. Нека ни е честит празникот, денот на восстанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор. Одиме понатаму сега за времето. И во текот на ноќните часови постепено имаше малку пауза на врнежите, меѓутоа во текот на ноќните часови постепено повторно ќе има локални врнежи. Знаете, сината послаба боја, послаби врнежи, појаката боја, жолтата, зелената, кафената боја, виолетовата боја, ќе има поизразени врнежи од дожд. Од запад кон исток врнежите ќе се преместуваат, значи ќе има на повеќе места. Во текот на пладневните часови и попладневни часови нестабилност ќе има во западните делови од држава. Во текот на утрешниот ден понеделник ќе има грмотевици, поројни врнежи, понекаде ќе има и појава можеби и на слаб град. Потоа дестабилното време од запад, северозапад, запад преку централните делови ќе се премести на североисток, исток и југоисток од државава. Значи на повеќе места ги има, на север, североисток, запад, југозапад, Пелогорискиот регион, потоа околу Скопскиот, нешто околу Велешкиот, Свети-Николскиот, Кавадаречкиот регион, Кочанско, Кривопаланечко, Беровско, Радовишко, Струмишко, значи ќе има грмотевици и појава на нестабилност, Кавадаречкиот регион го кажав. Ете такво време ќе се очекува во текот на утрешниот ден, понеделник. Потоа се очекува нешто малку постабилно време, вторник и среда. Може се појава на врнежи, меѓутоа послаби ќе бидат врнежите. Вторник попладни и среда ќе има и појава на сончеви периоди, но веќе од четврток имаме повторно друга нестабилност. Еве сега ќе видиме каде бе имало врнежи од снег. Тоа е некаде од кај четврток. Сега малку ќе почекате. Гледаме дека од кај четврток некаде постепено, па и од кај среда вечерта, ноќта према четврток, гледаме дека има поголеми бројки. Оние виолетови бои, поголемите бројки, тоа се на врвовите, на високите планини, на пониските места некаде околу 14-15 см снег, на најниз, на доста пониските места, потоа што некаде околу 1200 метри, док и 800 метри можно и појава на многу слаб снег, некаде околу 2-3 сантима. Значи, тоа ќе биде претежно на повисоките места, ќе има снег, температурите ќе опаднат, ќе има појава на засилен ветер, снежна покривка можно да се формира и некаде до 50 на сантима над Шар планина, Попова шапка, а на другите места ќе биде доста помалку. Ќе има околу Скопска, Црна Гора, нешто на водно, потоа можно е и на овие поблиските реони кај Велес, Кичевскиот регион. Се очекува слаби врнежи да има на снег и на пониските места. Ако велам пониски места, тоа е некаде околу 800 метри, некаде 3 до 2 сантима, тоа ќе биде кратко. Значи не се очекува на оние најниски места, не може да има снег, не сигурно нема да падне во Белискиот регион на 35 метри и 50 метри, туку некаде од 500 метри, 800, можно е некаде 3 сантима, 2 сантима да провее снег. И такво време се очекува некаде до кај петок. Значи постепено ќе има и појава и на дожд и на снег. Значи уште постудено време во текот на следната недела. Со еден збор, да не очекуваме кој знае какво подобрување на времето. И во текот на следната недела ќе биде студено. Некаде кај четврток температурите нема да се искачат повеќе од 10-11 степени во текот на денот, значи среде бел ден. Подобрување на времето некаде од кај сабота па понатаму температурите би се искачали до 20 степени. Но за тоа во текот на следните временски прогнози. Метео Велес.